штаб да заседава на оваа тема? Со оглед дека се работи за безбедносен ризик во градот. И се уште нема инициатива. Па видите, сметаме дека кризниот штаб е во некоја друга улога. Овдека сега се состана службите и јавните установи, јавните предпријатија кои имаат улога да дават услуги на граѓаните во овакви околности. Ние немаме елементарна непогода, имаме една тензична, да кажем, воена криза. Предпоставувам дека тоа ќе се разреши најскоро време. Ако има потреба, ние тоа ќе го направиме, бидејќи тоа е формиран и тоа функционира во некои други услови. Во моментот има постојано дежурство под два ръководители на сектори кои имат своји потребни улоги за оперативни задачи, оноа што е наша должност. Да прашам, а како од инцидентот што се случи во Гошица до вчера, дали некој од СВР Куманово или властите од централната власт се обратија до Куманово да се разгледа ситуацијата, што се случува во градот? Локалните медиуми пишуваа за вооружени групи во Липково, значи нон-стоп јавувавме, да не кажам спекулации, но тоа остана премолчено од МВР. Дали некој дојде и побара некоја средба да се исконсултирате, да видите како стојат работите или секој си ја тераше својата работа? Видите, ако реално ја гледаме сликата, локалната самоуправа нема одговорност и нема можност во тоа да работи на разузнавање и ние податци ги добивме уште многу одамна, пред неколку дена дека функционира некаква таква група во околината. Пред 2 дена кажа дека тие се спуштени во Куманово, меѓутоа тоа е само како што викам информации од средието кој доаѓа. Мислам дека на некој начин се дотурени до адекватните служби, меѓутоа мислам дека и ова акција денеска резултатот тие сознани. Сметам дека има врска акцијата во Гошице со оваа акција и ќе сум среќен ако се застане тука. Мислам дека дефинитивно оваа акција робустна од оваков тип како што е денеска ќе даде силна порака и мислам дека конечно ќе ги затвори сите можности за натаму организирање на некакви такви групи. Ќе видиме што е целта. Дефинитивно ние не знаеме кој е мотивот и целта на оваа вооружена група и према тоа и ќе знаеме што се наследи следни чекори. Граначалник, дали се дефокусира вниманието на јавноста после така наречените бомби на лидерот на опозицијата? Дали тоа Гошице заврши како што заврши? Оружје од Србија влегли у Косово, се вратили у Македонија? Дали се дефокусира вниманието на јавноста со ова? Дали е можно во град како што е Куманово, каде што има СВР Куманово, има куп полицајци, не знам точно по број, да има вооружени трупи у центар на градот? Дали е можно ова, никој ништо да не знае? Видите вака, овакви прашања, како што го поставите вие куп на прашања, значи во измете денови се постојано поставуваат по нашето обкружување. Меѓутоа сметам дека како бил одговор да дам, ќе биде нереален, бидејќи немам адекватни сознание. Што може да кажам? Може да кажам дека сите овие процеси, кои се политички или не се политички, има друга цел, се ретроградни процеси, времето ќе покаже кој ги организирал, кој ги правил, кои се мотивите. Дали тоа е резултат на адекватен одговор на политичката криза или е некоја друга цел. Ако тоа е одговор на политичката криза, тие што го промовирали и што го направиле ова, најверојатно некој време ќе одговара за оваа работа. Меѓутоа за таква работа немам сознанија, не може да дадам такви паушални одговори и сметам дека треба да се воздржим од такви коментари само од еден единствен аспект. Турнување во некој друг правец и дефокусирање во друг правец може ќе не одведе во погрешна насока, да не ја препознаеме истинската цел на овие групи и да продолжи со поголем интензитет во нареден период. Да ги оставиме, органите се завршат својата работа и сметам дека после завршување ќе дадат објективен извештај, со кој ќе можеме да констатираме дали има или нема политичка основа за ова. Дали како општина, дали вие го информирате Европската земја исто така и САД? Па вчера беа двајца амбасадори од Европска унија, јас наслутив дека денеска ќе има таква работа, бидејќи информациите кои кажам не се ме поуздани.
не се ми сигурни, оде во таа насока дека за денешен ден се планира некаква акција. Они се надеваат, дека нема да дојде до тоа, меѓутоа еве денеска утрото почна се ова работа. Се надевам дека ќе заврши тука. А мотивот ќе објават може страните посматрачи, може би преку нив ќе дојде пораката и се она што натаму ќе се случува, ќе бидеме во контакт и знаеме информација на што треба. Дали знаете, Иваново за Бајра имаше информација дека дел од граѓаните ги напуштиле своите домови од Чик, од Дива населба, од Серава, во паника, бегале на крај градот, на крај Добршане, во другиот дел, каде не се спроведува акцијата, со оглед на тоа дека сте татко на градот. Што би можеле вие како општина да помогнете на овие луѓе да се смири таа паника и тој страх, со оглед на фактот што и таму во Дива населба има тензија, има паника, дали ќе остварите контакт со нив, како, што, бидејќи Куманово знаеме дека е оаза на мултиетничкиот живот и да не се дозволи тоа да се размеши. Видите, имаме сознание дека не се само иселуваат македонци, имаме масовно напуштени домови и на жени, деца од албанска популација. Така да тоа, кога има нервоза, паника, страх, тоа не е изолирано за еден етникум, тоа е чувство, човечко чувство за сите луѓе кои нормално размислуваат и нормално живеат. Во моментот, кажаме дека формираме нашите служби се во приправност и ако имаме барање за спестување на определена група на луѓе кои ги напуштаат својата зона на живење, домови, згради, станови и така натаму, сме имали порано такви моменти од друга генеза, нормално, ќе се обидеме да направиме спестување таму каде што имаме капацитет. Мислам дека нема да дојде тоа, до крај на денот се надевам дека ќе се стабилизира работата. Тоа е мојата желба, мојата надеж и се надевам дека на крај добро ќе се заврши оваа лоша приказка почната денеска и ќе се каже не на сите луѓе кои прават сценарија и кои сакат да рестурнат во филмот на војната. Дали има наблюдувачи, бидејќи улиците не можеме да забележиме ниту едно такво позивно описање на ИЛ и дали воопшто некој знае, дури и неофицијално, од каде е таа група, бидејќи рековте нема поддршка од локалното население, значи дали се од надвор или сепак се луѓе кои што се од околината, сороднини, можеби тука во населбата и што ви се првичните информации? Значи, понова ќе повторам. Јас добивам информации од локалното население. Тие информации се дека тоа не се наши домицилни луѓе од Куманово, дека не припаѓаат на таа местна заедница, некои вика дека не припаѓаат ни Република Македонија. Кој е мотивот и зошто е тоа тука, ќе каже најверојатно или ќе излезе соопштение таа информација, или Министерството предпоставувам дека во оваа акција има заробено, детектирано определени луѓе кои се учесници во таа вооружена група и тие луѓе мора да у разговор кажат зошто го тоа прават. Нашите сознанија дека не се луѓе од местната заедница, не се домицилно население, се предпоставува дека се надворешни некои групи. Тоа беше така и во интервенцијата во Вошици, соопштението беше во таа насока. Ставам тесна врска со таа акција и мислам дека има заеднички содржател во овие две акции. Подобро е да останеме на тоа ниво, да се